Како што функционерите си ги зголемија платите за 78%, за толку да се зголемат и нашите примања. Луѓето со инвалидитет кои сега земаат 8500 денари социјален додаток, бараат повеќе пари за попристојни услови за живот. Во знак на револт поставија шатори пред владата, каде како што велат ќе останат уште неколку дена, зашто според нив оставени се на цедило и никако да им се чуе гласот. Бараат државата да им овозможи пристоен живот, а не само да се фала дека нешто се работи. Револтирани се од владините функционери кои енормно си ги зголемија платите, а овие луѓе не добија ниту денар и затоа како што велат бараат правда. Зајакнување и проширување на надовестокот на попреченост, кој моментално е од 8500 денари, бараме да се зголеми во висина на просечна плата. Бараме ортопедските помагала кои што сега моментално се референтна цена од фондот е 69.000 денари, референтната цена минимум 90.000 фондот да ја даде. Луѓето кои живеат со потешкоти се жалат дека додека функционерите се богатат со илјадници евра, за нив има само минимална помош и реагираат дека она малку што им го даваат, го најавуваат како богатство во сиромаштијата, што за жал не е така. Суарет е слеп, али нема послепи луѓе од оние што не сакаат да видат. Има овде и глуви луѓе, но нема поглуви од тие што не сакаат да слушнат. Спроти нас тие во Белата палата, што ги изгласа народот, си ја покачија платата за 78%, тоест за 700 евра. А народот во Македонија работи 2 месеци тешка физичка работа за 700 евра. Како што подсетува оваа категорија луѓе, Македонија има ратификувано Конвенцијата на правата на лицата со попреченост на Обединетите нации во 2011 година, пошто е должна да ги оствари преземените обврски за гарантирање на правата на лицата со попреченост, но за жал тоа велат кај нас изостанува. Нас државата не прави безпомошни, место да не ги даде правата, место да дебатира на медиуми на ТВ дуели, они бега 3 години поред баравме немавта, па 15%, па ќе бидеме 25%. Значи сите соопштенија ако ги анализираме од Министерството за традиционална политика, носат кон тоа ке, но до денеска ништо немаме. Од коалицијата Менуваме револтирани се од неодговорноста на власта и институциите и најавија дека од 5 до 7 јуни со шатори ќе кампуваат пред зградата на владата, а својот револт ќе го искажат на голем протест на 7 јуни со почеток од 12 часот.